Традиционално секоја година општина Кочани објавува конкурс за најдобро украсен двор и објект за новогодишните и божикните празници. Оваа година одзивот на пријавените беше многу мал за разлика од претходните години. На конкурсот беа пријавени само 4 кандидати и општина Кочани одлучи сите да бидат наградени. Комисијата излезе на лице место, ги фотографираше нивните украсени куќи и излози и навистина беа многу убаво украсени. Ете, јас ќе искористам приликата да ги прочитам кои се. Значи, оваа година се пријавија Јованов Оливер од Кочани, Драган Митков од Оризари, Борис Гигов од Кочани и Живко Трендов од Оризари. Значи, некои од нив се имаа пријавувано и од порано. Традицијата продолжи и понатаму. Се надеваме дека ќе имаме и поголема масовност и би требало да имаме поголема масовност, бидејќи навистина сметам дека има убаво украсени куќи во општината. Можеби ќе промениме нешто во критериумите, во објавите, за да добиеме во масовност, инаку традицијата е убава и треба да продолжи понатаму. Заложба на граѓаните е од година во година да ги украсуваат своите домови, а пак оние кои во изминатите години добиле награда, секоја година ги надополнуваат со нови идеи. Волјата е поголема, за да не можеш енергијата да осетиш да губиш. Никој пат не осетиш. Изгубил си, али не осеќаш дека си изгубил. Потоа со мерак, постепено, со волја, со мерак и никаква умора нема. Постепено, поленка, тоа е уживање, а работа не е за печалба. Мора на работно место да бидеш, а тука не мора кога сакам поленка и се украсувам убаво. Од општина Кочани со апел до граѓаните за наредната година масовно да земат учество, бидејќи тоа е од големо значење и за